Доктор Пановски, како ја коментирате состојбата со сметот во главниот град? Па ужас, ова го немало. Мислам, од најцрни сценарија во учебниците што ги гледам од студентите, тоа било на 16-17 век, кога немало можно да се собере ѓубрето. Ова позади е најмалку оптеретениот место, више не можам да кажам контейнер, во општинава Карпош, па центар и аеродром. Значи, до пред 3 дена беше добар. Се друго е полошо од ова што го гледате позади. Така да, за некои работи не треба коментар. Голема среќа е што релативно времето е ладно. Замислите да беше 37 степени, идеално за бактериите, и мувите и други инсекти кои ги пренесувале разни цревни заболувања, бактерии и вируси. Повеќе се осврнам на можноста од размножување на глодари. Тие може да влезат натре преку ноќ, овде или негде кај што не е толку урбанизирано, имат храна во изобилие, и ако чекаме втор круг на избори, па жалби, па не знам што ќе даде 10 ноември. До 10 ноември, за 20 дена, сторците може да се размножат и за месец дена се јават 10.000. Тие сега ќе имаат храна, ќе останат на ѓубриштето, ако не се преземе превентивно, ако не се тргне ова, и кој ќе се исчисти градов по 20 дена, што е било страшно ако се чека толку, тие ќе немаат кај додат. Се они ќе излезат од подрумите и ќе се вратат назад и во канализациите. Кој ќе се нема за нив храна на која ќе се навикнат, они ќе отидат во нашите подруми, ќе бараат храна, ако не ја најдат, ќе почнат да влегуваат, особено во индивидуалните објекти, да влегуваат во кујните, во шпајзовите и ќе бидат многу агресивни. Значи, тоа е доволно. Да не зборам 30 и нешто болести кои може да се пренесат со старци, и кога го спомнав таму 17-18 век, тогаш имало куга, кај што главни резервари се стаорците или чума, карантинска болест. Како сме тргнале со хигиената, која ја користиме за политички пресметки, што е лудост, а поддржана од поголемиот број на населението или не е казнета, може и до тоа да дојде. Мислам, срамота е во 21 век ние за отпад зборуваме кој да го собере и како да го собере, односно да користиме отпад и здравјето на луѓето за политички цели. Значи, веќе кажав, само сторците 35 болести. Да не зборам дека овие муви, ако ги има, а се уште ги има, кои ќе застанат на храната дома, или во некој ресторан, или во некоја кујна, ако не ја загадат со патогени бактерии, кои растат на 37, ќе ја загадат со бактерии што растат на 20 степени, ќе ја расипат храната, економската штета ќе биде огромна. Значи, ќе се расипе храната, бидејќи од овде ќе се пренесе до нив. Така да многу фактори.